Богатиот човек и неговите 5 браќа. Евангелие според Лука, 16 глава, од 19 до 31 стих. Богатиот човек вели: не татко Аврааме, само ако отиде некој од мртвите кај нив, тие тогаш ќе се покајат. Ова е единствениот пример во Библијата каде што некој во својата мака повикува кон светец, посебно Авраам. Но тоа не заслужува внимание, ниту пак дава некоја можност за практикување. Во Библијата никаде не се спомнува некоја обраќање на некој пророк или на Божи слуга да бара помош од некои светци кои живееле свето и праведно, а потоа им упатувале молитви. Како што забележуваме, Бог го дава овој пример на другиот свет и има сосема друга намена, односно тоа е во меморијата на неверникот, а не во верникот. Неверникот не го познава Бог ни на земјата, ни на небото, но тој има доволно слушнато за големите Божи слуги, како што се Авраам, Мојсей, Ное, Самуил и така натаму. Неверните, кога не го познаваат Бог, тие обично се свртуваат и бараат помош од луѓе кои ги познаваат, а за кои знаат дека биле Божи слуги. Тоа е типичен пример и за денешното време, кога луѓето им се обраќаат на оние личности кои се запишани во Библијата. Да беа тие посредници, можеби ќе имаше некој настан што зборува за тоа и ќе знаевме за ефектите од тој настан. Авраам вели дека луѓето на земјата ги имаат Мојсей и пророците. Тој со тоа не сакаше да им каже дека сега сите пророци и Мојсей се единствените посредници. Туку им ги предочи Божите откровенија преку пророците и Мојсей, како представници на Божиот совршен закон и небесните откровенија. Да имавме помилостив светец од Исус, тогаш ќе имавме универзална двојна почит кон Божите објави. Едната ќе беше кон вечниот Создател, а другата кон созданијата, и ќе ја делевме Божјата слава и со Бог и со неговите созданија, така што Бог немаше да биде заслужен за се, туку ќе имаше двојник. А Бог во своето откровение вели: јас својата слава не ја давам на друг. Исаија, 42 глава, 8 стих. Молбата на богатиот човек за неговите браќа е одбиена. Зошто? Како прво не е разумна, а како второ невозможна е за да се прифати. Не само што постоела морална несоодветност за прифаќање, туку и одвојувањето помеѓу едниот и другиот свет не го дозволува тоа. Петмината негови браќа се во опасност да дојдат на истото место на измачување, бидејќи живеат во согласност со нивните чувства и животниот стил, а не со она што Бог им го открива преку пророците и општо преку Божите откровенија. Тие пред се не се во опасност затоа што се богати, туку затоа што неверието е проблем на нивните срца. Богатиот човек во молбата што ја упатува кон Авраам е проследена со критика, што значи тој дава некакви аргументи дека не се доволно предупредени неговите браќа или евентуално постои можност, ако Бог действува подрастично, тие би се пробудиле од своето неверие. Меѓутоа, одговорот на Авраам е негативен и аргументот на богатиот не држи. Тој му вели дека и да се случи некој драматичен настан, тие пак не би верувале, бидејќи не е до чудото што ќе се случи, туку до срцето кое е закоравено и обземено со земните привилегии. Каков бил ефектот од петмината браќа? Ако, на пример, Лазар отиде и се представи како воскреснат од мртвите, ефектите би биле овие. Тој стои и чука на вратата на нивниот дворец и најпосле влегува со сопствената гробна облека.
Неговите светкави очни топки и изглабените образи го објавуваат како жител на тесната врата. Тој во длабок посмртен тон вели: Јас дојдов од ноќите на гробот и знам за смрт, за пекол и за рај. Тоа е сета вистина што треба да се знае. Јас сум сведок на тоа, зашто оттаму доаѓам, за да ви ја кажам вистината. Дали тоа ќе ги убеди? Првиот брат е фарисеј. Најстариот брат е фарисеј. Тој е само праведен човек. Тој пости и се моли. Тој дава десеток од својата заработувачка. Тој не е како другите луѓе, не се чувствува грешник, тој во своите очи е праведен и добар, па пораката сигурно не би се однесувала за него. Тој во својата самоправедност не може да види што се случува позади гробот. Неговата вера е ограничена и повеќе размислува на својата правда и за да се фали пред луѓето, отколку да ја бара Божјата правда. Тој, како типичен фарисеј, ги признава Божите слуги, но никако не оди по нивните стапки и не сака да оди. Последните времења наликуваат како првиот брат фарисеи. Луѓето ќе се држат за некого и нешто: светец, име, богаташ, човек со титула и така натаму. Но тој се останува на своето, без да ги менува своите ставови, бидејќи е фарисеј. Вториот брат е садукеј. Тој не верува во ангели, духови и задгробен живот. Тој е скептик на сегашното време. Кога смртта доаѓа, тоа е крајниот и целосниот завршеток на човекот. Така тој верува. Тој ја објаснува појавата на Лазар како оптичка илузија, ништо повеќе. Тој е од гранката на атеизмот, со сите негови елементи, со намера да се одрече од Бог и да се прогласи сето тоа за виша сила, за енергија, божественост, надприродно, но никако Бог, кој има личност и кој може да разговара и да се грижи за луѓето. За него сите елементи за друг свет се неприфатливи, бидејќи материјата и тоа што е пред неговите очи е се што постои. Другото е само човечки фантазии и суеверија. Затоа и тој лесно би го отфрлил Лазар, кога би тропнал на неговата врата и му рече дека доаѓа од другиот свет како воскреснат. Пораката лесно би ја отфрлил. Третиот брат е запослен многу. Тој е трговец, кој купува, продава и заработува. Тој е претерано алчен човек, лакомец, може да се каже дека неговиот брат не му остави наследство и сега не може да поверува дека е можно тој да се грижи за неговата душа во вечноста. Тоа се обично луѓе кои се оправдуваат секогаш и секогаш ги ставаат обврските на прво место. Имаат волови, коли, ниви, куќи, ги женаат синовите и внуците и никако да најдат време за Бог. Може би се свесни дека постои, но немаат време за него. Тој е запоставен од нивните мисли. Четвртиот брат е модернист на времето. Човек на естетски вкус и култура. Тој се изгубува во себе си и во убавините на природата, на уметноста и на литературата. Тој ги прелистува познатите книжевни дела на Шекспир и многу други. Неговата пофалба лежи во човечките достигнувања. Ако си напреден во она што е напредно во овој свет, тогаш тоа е вредно. Се друго е споредно за таквата личност. Во тоа е вклучена науката и новите откровенија на научниците. Гледањето кон Лазар или на Лазар во неговиот дворец е навреда за него и за неговите чувства. Што бара овој просјак во неговиот дворец? Неговите напредни мисли и науката не му дозволуваат да се занимава со просјаци и да размислува за покаяние. Петтиот брат е префинет и човек со изнежнета душа.
Петтиот брат е деликатен. Тој е со бледо лице, најмалите нешта го растреперуваат неговото нежно и плашливо срце. Тој не поднесува возбудувања. Гледајќи го Лазар и неговите посмртни алишта, тој се онесвестува од гледката. Тој не се впушта во необични нешта, зашто ја сака реалноста и ја гледа и ја негува својата душа. Тој е со послаби нерви и не може да го носи товарот на другиот свет. Доволен му е и овој и сите оптоварувања што ги има во него. Од време на време е религиозен, за да ја смири својата совест и своите нерви, но во други случаеви се му е преку глава и од религија, од религиозни личности, од овој свет, буквално од се, бидејќи јадот на неговата душа ги надминува сите нешта што ги доживува. А Лазар во никој случај не смее да го вознемирува. Тоа е неговиот одговор, кога некој би воскреснал од мртвите. Денешните проповедници се заменици на старозаветните пророци. Ако тие ја објавуваат пораката, онака како што Бог ја дал, тогаш нема да има можеби толку изгубени души, како што беше богатиот човек и слични на него, кој живееше раскошно и се облекуваше секој ден со нови свилени облеки. И на крај, како што ги следат делата на благословените спасени мртви, така и овој богат човек кој бараше решение за неговите браќа, ќе ги сноси последиците од тоа што го презре најголемото духовно и вечно богатство, кое не можеше да го види заради земното пропадливо богатство. Тој се наоѓа во мака, Лазар во живот и блаженство. А ако обичните средства на милост пропуштаат да не преобратат, не треба да се очекуваат вонредни, тоест чудотворни средства, воскресение, лечење и слично. Ако обичните нешта не биле силни да ги преобратат луѓето и отпаѓаат како средства, значи дека и чудата отпаѓаат, бидејќи не е проблемот во пораката, туку во начинот на кој луѓето живеат и како гледаат на пораката што им се упатува. Исус вели: дојдете кај мене сите вие кои сте уморени, и јас ќе ви дадам одмор за вашите души. Нему нека му е слава и чест во сите векови. Амин.